За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, ви подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а тука започнуваме ново издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денеска тука донесуваме информации и разговори од повеќе настани кои што беа организирани на Универзитетот минатата недела. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Започнуваме со информацијата дека на Правниот факултет во Битола, единица на УКЛО, минатата недела се промовира монографијата «Функционална анализа на народниот правобранител во Република Северна Македонија» од авторите професор доктор Мирјана Ристовска, професор доктор Елизабета Спировска, професор доктор Светлана Велјановска, професор доктор Никола Тунтевски и професор доктор Иле Масалковски. Монографијата е резултат на долготрајно истражување меѓу стручната и општата јавност, рече во изјавата за медиумите деканката на факултетот професор доктор Светлана Велјановска и нагласи. Ние како правници, значи тимот исклучиво составен од професори од различни области на правото и буквално анализата која што ја направивме во оваа монографија се однесува на сите оние аспекти што ги добивме како податоци од страна на испитаниците. Значи целна група ни беа и стручната јавност и општата јавност и нивните сваќања, размислувања, познавања и препознавања на институцијата Народен правобранител. Со истражувањето опфативме 350 лица, 111 од стручната јавност, а останатите од општата јавност, а по анализата на добиените податоци даваме одредени заклучоци и препораки за работата на Народниот правобранител, рече професор доктор Мирјана Ристовска и потенцира. Она што најнапред не радува фактот е дека речиси 100% од испитаниците и од општата и стручната јавност се запознати со институцијата Народен правобранител во Република Северна Македонија и во тој контекст се запознати и со неговите надлежности. Она што ајде на некој начин представуваше интригантен одговор или одговори кои што ги добивме од стручната јавност, посебно во делот на тоа дали уживаат доверба кон институцијата Народен правобранител, па на ова прашање практично, например, 54,1% одговорија дека не уживаат доверба, значи како институција од страна на стручната јавност, додека 50 останатиот процент нели дека уживаат доверба, меѓутоа се контрадикторно беше во тој контекст на прашањето дали би упатиле странка да се обрати до институцијата Народен правобранител. Практично стручната јавност тука одговара дека да, и тоа во голем процент, над 70%. Така што во принцип овие одговори сега ни представуваат предизвик за нас како научници да ги истражиме во што практично се состои самиот проблем, дали во однос на постапувањето, дали во однос на изборот на постапката на избор на народниот правобранител, така натаму. Значи веќе ни се отвораат можности за дополнителни прашања. Од оние препораки кои што ги согледавме и ги представивме во оваа монографија, би можела да издвојам 3. Имено во првата препорака е дека најнапред сметаме дека надлежностите на народниот правобранител треба да бидат зголемени, особено во насока на тоа дека да се превземат тие компаративни искуства од останатите држави и посебно во насока, например, и работата на министерствата и на судските органи веќе да се стават под ингеренција, односно надлежност на самиот Народен правобранител. Понатаму, исто така, еден од заклучоците е дека треба да се затврсти и нормативната функција на Народниот правобранител во делот на постапувањето по поднесените представки. Посебно кон затврстување на механизмите кои што би му стоеле на располагање во иднина, се со цел да може барем да има поголема контрола врз тоа како понатаму постапуваат надлежните институции. Особено во оваа насока сметаме дека треба да има зголемување и на прекрашочните одредби, па дури во некоја насока можеби и кривично дело, се со цел да на некој начин ја затврсти професионалната и авторитативната функција на институцијата Народен правобранител. И се разбира, како трет заклучок е дека потребна е поголема видливост сепак на институцијата Народен правобранител, посебно во делот на ранливите категории. Значи, во принцип, тие треба сепак да се запознати со канцелариите, со надлежностите и сметаме дека во оваа насока треба Народен правобранител
или барем регионалните канцеларии, општинските канцеларии да организираат обуки, трибини, еден вид најде отворени денови со граѓаните се со цел да ги отворат вратите и да им кажат дека тука сме, постоиме за вас и за заштита на вашите права и слободи кои што се заштитени, загарантирани со Уставот на Република Македонија. Во оваа насока исто така даваме предлог дека потребно е законска измена во делот на Законот за народен правобранител, пред се со цел на родовото изразување, односно да имаме едно неутрално родово изразување, по примерот да речеме на останатите законски акти кои што ја регулираат поставености и надлежностите на институцијата народен правобранител. Монографијата ќе биде дел од опусот на правниот факултет и ќе се користи во работењето на професорите за предметите кои опфаќаат оваа проблематика во делот на функционирањето на институцијата народен правобранител. Доприме со срцето, крени ме до небо високо, мило мое, најмило, стопли ме од оган посилно. Среќата со тебе има адреса, таму каде што си ти се колку само силно љубиш, цело срце ми будиш. 9 дена, 10 ноќи, зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. Колку само силно, колку само силно љубиш, колку само силно, најмило мое. Колку само силно, колку само силно љубиш, колку само силно, најмило мое. Колку само силно љубиш, најмило мое. Цело срце ми го будиш, најмило мое. 9 дена, 10 ноќи бегам од себе, зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. Зашто ниту еден миг јас не можам без тебе. Минатиот четврток во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола продолжи реализацијата на проектот Укло неформално учење.
повторно беа одржани 3 работилници. Професор доктор Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет ја одржа работилницата на тема Апстракт на стручен научен труд, квалитативни истражувања. Професор доктор Силвана Нешковска, исто така од Педагошкиот факултет, со студентите работеше на развивање на вештината зборување, а доктор Елена Китановска-Ристовска, уредник на меѓународното научно списание Хоризонти, кој го издава Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и советник за издавачка дејност на Универзитетот, ги запознаваше студентите со техничката подготовка на истражувачките трудови за специјалната едиција Нови Хоризонти, списание за студентски истражувања. Разговаравме со нив, па во продолжение ви ги нудиме тонските записи. Останете на 90,8 МГц. На почеток слушнете го разговорот со професор доктор Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет во Битола. Првата работилница од петата сесија од проектот Укло неформално учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја држеше професор доктор Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет во Битола, а темата на која разговараја со студентите беше за пишување апстракт, како една од главните работи која што секој истражувачки труд треба да ја има. Професорке Јанушева, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. И сега да започнеме со темата што ја одбравте за студентите. Пишување на апстракт како еден од главните делови при пишувањето на секој истражувачки труд. Нешто на што може би некој смета дека не треба да се обрне внимание, меѓутоа апстрактот е првото нешто што го читаат сите кои што се заинтересирани за литература, за истражување, поточно сите кои што се заинтересирани да прочитат што истражувачите работеле. Ви благодарам на поканата. Токму како што кажавте, денешната работилница е посветена на пишувањето апстракт, за кој многумина сметаат дека не е толку важен елемент, не треба да му се посветува особено внимание и така натаму. Меѓутоа, ако се знае дека и домашните и странските истражувања потврдуваат дека компетенциите на студентите во однос на целото истражување, пишувањето на целото истражување, особено на апстрактот, не се на задоволително ниво, сметам дека ова работилница го оправдува изборот и темата. И многу е битно едно нешто да се каже на почеток, апстрактот во суштина многу голем број го пишуваат, голем број истражувачи, студенти, професори го пишуваат на почетокот, меѓутоа поправилно и подобро апстрактот да се напише откако ќе биде завршено целото истражување. Ајде, појаснете ни го ова. Велите, најдобро е да се пишува на крајот, кога ќе се напише истражувачкиот труд, што секако има логика, затоа што од кога ќе се напише трудот, всушност ќе се добие целосна слика за она што трудот представува. Токму тоа е идејата на пишувањето на апстрактот по завршувањето на истражувањето, затоа што ако на почетокот ги определите истражувачкото прашање, целта на истражувањето, примерокот, методите со кои ја правите анализата на податоците, вие треба да напишете во апстрактот и резултати, значи кратко, кои се резултатите од истражувањето, додека не го спроведете истражувањето, додека не сте на крајот, вие не може напамет или однапред да ги знаете резултатите, па во таа смисла, значи, пожелно е да се напише, да се направи истражувањето и нормално резултатите што ќе се добие да се метнат како последен дел од апстрактот со одредена препорака за примена на овие резултати во практиката. Уште поважно во однос на пишувањето на апстрактот е што голем број апстракти, да речеме уредувачките тимови или уредниците, особено на странските списанија, им ги враќаат на авторите, затоа што се нецелосни, не ги содржат важните елементи, па да речеме ние сега влегуваме во една нова фаза кога комуницирајќи со уредниците на странските списанија, на некој начин сознаваме и дознаваме и ние ете како треба да изгледа еден апстракт за да одговори тој на целите на одреденото списание, затоа што како што истакнавте на почетокот, тоа е делот што го возможува првиот впечаток за трудот и дава насоки или дава импулси дали тој труд понатаму вреди да се прочита или не вреди. Кога лаиците го слушаат ова, што е апстрактот и зошто е важен, може би ќе речат, па, тоа е многу лесно да се направи, меѓутоа, имајќи
предвид фактот дека многу е полесно да се пишува долго, а не кратко, самото по себе зборува колку е тешко пишувањето на абстракт. Абстрактот всушност треба да биде една збиена форма, еден збиен текст во кој што ќе се напише се она што истражувачот го работи. Токму така, точно рековте, абстрактот е краток информативен текст за целото истражување. Ние сме навикнати да пишуваме подолго, на подолг наративен начин, и кога треба да кратиме за да го доведеме трудот до параметрите на списанието што ги бара, тогаш што е многу тешко, бидејќи треба суштинското да се издвои, суштинското да се напише. Оти е лесно сега да се стави еден абстракт, да има абстрактот, да речеме, не знам, 2 страници. Тоа не се препорачува, значи абстрактот секаде во сите списанија е некаде 200, преку сила 250 зборови, некаде дури 10 реченици, некаде дури 8 реченици, значи има некои сегменти по кои авторот треба да се води и треба да даде добри податоци што ќе го привлечат вниманието. Обично нашите абстракти, моите истражувања на абстрактите напишани во наши списанија, во странски списанија, сведочат дека обично се почнува целта на трудот е таа и таа, ама никаде не се поставува проблемот на истражувањето, никаде не се поставува истражувачкото прашање. Истражувачкото прашање во квалитативните истражувања е посебен сегмент од целта. Значи треба да се постави прашање што ќе се истражува, проблем, појава што ќе се истражува, а потоа која е целта на тоа што ќе се истражува. Па потоа во многу малку абстракти се пишуваат методите за собирање, методите за анализа на податоците. Голем број од студенти не се свесни за поимот примерок и популација во истражувањето, така што сите овие сегменти треба, мислам, студентите треба да се запознаат со нив, особено затоа што во нашата практика во Република Северна Македонија преовладуваат квантитативните истражувања. Мислам, истражувањата покажуваат дека различни причини има за тоа, меѓутоа факт е дека квалитативните истражувања се сметаат, значи не им се посветува доволно внимание и се сметаат како помалку вредни или помалку значајни во смисла на статистичка обработка на податоци во однос на квантитативните истражувања. Студентите на работилницата, која посветивте само на подготвувањето или пишувањето на абстракт, ги добија информациите од вас како нештото треба да изгледа, присутните. Меѓутоа, факт е дека има и студенти кои што не се присутни или не беа присутни на работилницата, тоа е нешто на што треба да обрнат внимание при подготовката на нивните дипломски трудови, а да не зборуваме пак за оние кои што веќе подготвуваат магистерски или докторски трудови. Можеби за втори, трет циклус студии се повеќе упатени, мајќи предвиди дека треба во меѓувреме да работат и други истражувачки трудови, но секоја информација врзана за оваа тема е добре дојдена. Така точно, значи во суштина овој абстракт е посветен на квалитативните истражувања и значи следи некоја логика што ја имаат квалитативните истражувања. Значи овие истражувања не користат хипотези, не користат варијабли, во нив не се обработуваат податоците со некакви статистички пакети за да се добијат некакви статистички резултати, токму затоа се сметаат за помалку вредни од квантитативните. Меѓутоа во светски рамки, па и во наши рамки, почнуваат се повеќе да стекнуваат популарност затоа што се наративни. Исто така, голема тешкотија е во методите да се навлезе на квалитативното истражување, а секако дека на студентите и особено во дипломските работи треба да им користи ова. Меѓутоа, сепак ќе речам, ова повеќе е за хуманистичките и општествените науки, за дел од општествените науки, не за сите. Не значи дека овие студенти кои студираат јазик или кои студираат правни науки или економски науки не треба да ја употребуваат квантитативната, но мојата цел на работилницата е да се запознаеме токму со квалитативните истражувања, затоа што она што е истражено на интернет и од моја страна и од други истражувачи покажува дека во суштина и студентите и дури и кадарот, особено помладиот, слабост ни е методологијата. Значи методологијата ни е многу, како да речам, слаба. Таму наоѓаат уредниците најмногу забелешки. Ако кажете дека
ова истражување е квалитативно, веднаш добивате прашање од уредниците какво квалитативно, па тоа ве тера да прочитате, да видите дека има многу видови квалитативни истражувања, па чекајте да одберете едно од нив, па интервју, како ќе се обработи интервјуто. Значи друго е обработката на интервјуто во квантитативното, кај што да речеме или во анкетата, кај што испитаникот заокружува да, не сум сигурен во голема мера, во мала мера, и потоа се врши анализа на тие податоци. Друго е анкетата или интервјуто во квалитативните истражувања, кај што се бараат образци, се бара шеми, се бараат, во суштина се кодираат идеите и резултатот од прилика ќе биде тука некаде. Меѓутоа, значи се многу важни, особено за овие науки, и ќе видите, ако читате поголем број докторски или магистерски тези, ќе видите дека некако во нив вешто се избегнува методолошкиот дел на кој треба да се инсистира и во образованието, повеќе часови да се посветуваат, да не се посветува внимание само на квантитативната парадигма. Тоа многу зависи од професорот што предава таков предмет, дали тој бил образован во однос на квантитативните или квалитативните истражувања. Например, да речеме мојата генерација, па и поголем дел студенти по мојата генерација немаме предмет статистика во нашите студиски програми. Според тоа како ние ќе знаеме или како ќе сме запознати со статистичките параметри ако сме немале статистика. Сега допрва да ги учиме, не е тоа дека нема да знаеме, меѓутоа сепак тоа не е нашиот повик, не е она за што ние сме се образувале. Значи нам не учеле на други техники, на други методи и ние тие ги знаеме. Овие статистичките не ги знаеме, голем дел од нас не ги знаеме. Добро, и неретко се случува при таа статистичка анализа помош да се побара и од лица кои што се упатени во статистиката да можат да ги средат тие податоци. Сигурно студентите дури се свесни дека не ја владеат добро статистиката, па бараат помош од лица. Секако тоа не е лошо, значи битно е дека кандидатот е свесен дека треба податоците што ги собрал статистички да ги обработи, затоа што ако тој даде само опис на статистика, 20% рекле да, 30% не, со тоа се потврдува некоја хипотеза, тоа не е доволно, затоа што не е статистички потврдено, туку треба статистички да се потврди. Но затоа се овие, како да речем, работилници, за да станат студентите свесни дека има и друг вид истражување кои не бараат ваков вид статистичка обработка, а сепак се научни, со научни резултати, со прифатени во науката и се повеќе земаат замав во светските истражувања. Не можеме да очекуваме од студентите веднаш при изготвувањето на дипломската работа да ги знаат сите овие работи кои што треба да бидат вметнати во истражувањето, но затоа тука се менторите, професорите кои што треба да ги упатат. И сега друго е прашањето што го начнавте и вие, колку па и професорите во одредени области ги почитуваат тие методологии, да речем, при изготвувањето на истражувачките работи. Така, и тоа е проблем, како што кажавте, меѓутоа, можеби не е проблем сега како што се изразив, меѓутоа да речеме ако професорот на факултетот на кој се образувал или стекнал постдипломски или докторски степен, бил упатуван повеќе во квантитативната логика, нормално е дека тој ќе стане експерт во таа, да речам, област и на студентите ќе го пренесува она што тој го научил. Друг, да речам, професор, да речеме, во хуманистичките науки, еве, во науката за јазик, например, во науката за јазик ќе најдете вие проценти, ќе најдете, меѓутоа те не се статистички обработени, таму немаме статистички параметри, има сосема други теренски истражувања од терен, значи истражувања во живо, да се слушнат идеите на испитаниците и така натаму, че сосема е друго. Тука зависи многу од менторот кој треба да ги знае. Сега, ако тој е повеќе расположен кон квантитативната парадигма, сепак да ги запознае студентите дека има и друг вид истражувања, квалитативни, па дури и комбинирани, да им даде слика, па кој сака, еве, во согласност со менторот, да си одбере онаква методологија каква што одговара на истражувањето, затоа што секој истражување пак не е погодно за едната или за другата методологија. Некој истражување е многу добро ако ги комбинира двете методологии. Добро. Што ќе им порачате на крај на студентите, оние кои што не беа присутни на работилницата, на што треба да обрнат внимание при пишувањето на абстрактите? Па јас би им препорачала
Тоа не е препорака, тоа е на некој начин повик, да си ја разбудат љубопитноста, да си ја разбудат креативноста, да не се стегнати при пишувањето и да не бараат колку страници треба да напишам. Не е важен бројот на страниците. Значи има и професори што бараат, да речеме пример, семинарската да биде 50 страници, на пример. Имаме што бараат да биде 20. Според мене не е битна должината на напишаното, туку е битен квалитетот, односно дали е доловена суштината. Ако поставиме одредено истражувачко прашање, да го одговориме истражувачкото прашање и да ја постигнеме целта на нашето истражување. Значи да не се стегнати. Студентите обично велат: дали за ова има литература? Не треба да има литература. Мислам, треба да постои литература, меѓутоа не треба да има литература за да се препише таа литература и да се стави, да се прераскаже целата во. Колку помалку литература има, толку поголем е придонесот на студентот со истражувањето. Значи тоа е на некој начин суштината, да се ослободат од бројот на страници, да се ослободат дека се е можно. Значи има аспекти кои треба да се следат, меѓутоа дека се е можно, можни се комбинации, можно и ова, можно и она, ако добро се искомбинира целото истражување. Професор Генушева, ви благодарам за одвоеното време. Ова беше ваша втора работилница во проектот Укло неформално учење, но се надевам ќе има и други. И јас се надевам на поголем интерес и од студентите. Теми секако за разговор со студентите има мал милион. Ви благодарам и вам на поканата. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена, само месец млади, блага светлина. Еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у невожат. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја. Ти се сила каква нем, ти се сила што ме тера, Божи глас да чуим во себе што ме крeva. Вечна љубов, јас да парам, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Во тебе. Во тебе. Се уште пише ме во тебе. Ви го нудиме и разговорот со професор доктор Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет, која со студентите работеше на развивање на вештината зборување. Работилницата за развивање на вештината зборување ја држеше професор доктор Силвана Нешковска од Педагошкиот факултет во Битола. Професорке, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден, добре ве најдов, благодарам за поканата и можноста да поразговараме конкретно за оваа работилница која што ја одржав.
насловена како развивање на вештината зборување. Да, кога го видов насловот на работилницата, нели објавени се сите активности што се случуваат во студентскиот информативен центар, помислив дека навистина сте одбрале вистинска тема, меѓутоа и нешто што вреди подлабоко да се размислува. Нели велиме дека постојано зборуваме, но зборувањето велите дека и вештина и навистина е така. Има зборување и зборување. Точно така. Значи, ова е вештина, станува збор за вештина која што е многу важна во секоја сфера и во нашиот професионален живот, но се разбира и во секојдневието, нели, во приватниот живот, во комуникацијата која што ја воспоставуваме со другите луѓе. Значи, без разлика во која сфера и да делуваме, со кого и да контактираме, ние треба на убедлив, достоинствен начин да го искажеме нашето мислење, нашиот став и со тоа и да го поттикнеме, односно да го мотивираме нашиот соговорник да го прифати во најмала рака нашето размислување или да го инспирираме на некаква активност и така натаму. Значи, тоа е нешто што ни е неизбежно на сите, без разлика кој во која област се остварува, како што реков, професионално. Кога станува збор за вештината зборување, значи секако ова не е нешто ново. Ова вештина ја размислувале, ја разговарале, ја осмислувале многу познати мислители, филозофи, значи уште од античко време. Тука би го споменала Аристотел, нели познатиот филозоф кој што беше и учител на Александар Македонски. Тој е меѓу првите кој што размислувал и пишувал за важноста од тоа да се биде добар оратор, значи да се знае, да се умешно, да се зборува. Зборувал за тоа дека за некој да биде умешен говорник или оратор, пред се треба да биде човек кој што има кредибилитет. Понатаму човек кој што тоа што го кажува треба да е логично, да им звучи логично на тие што го слушаат и исто така да знае, да умее како да се поврзе емотивно со публиката, односно со оние што го слушаат. Во помала или поголема мера, ваквите идеи подоцна се прифатени од друг познат римски оратор, Цицерон. Тој ги развил уште повеќе на некој начин, сметал за да бидеме добри, нели, говорници, оратори, мора да запазиме повеќе аспекти, односно да имаме добра меморија, да го меморираме, да го научиме говорот кој што сакаме да го презентираме пред другите луѓе, односно да го подготвиме. Меѓу другото, зборувал за тоа дека важни се тие невербални аспекти на нашата комуникација, значи дека мора и на тој момент да внимаваме додека зборуваме и така натаму, и така натаму. Значи не станува збор за некоја нова вештина, меѓутоа станува збор за апсолутно вештина која што ни е апсолутно потребна на сите за успешно да функционираме во нашето секојдневие. Обуката беше наменета за студенти, нели? А кога зборуваме за нив, тие постојано имаат некаков јавен настап, зборуваат пред помала или пред поголема публика и секако добро е да знаат како да зборуваат. Некои велат имаме трема кога излегуваме да одговараме на испит пред професор или кога презентираме одреден труд кој што им бил зададен, нели? Но сето тоа се надминува со вежби и совладување на одредени техники, во случајот техники за вештината зборување. Така. Значи, мило ми е што го споменавте овој аспект од вештината зборување, а тоа е стравот со кој што се соочуваме скоро сите. Односно, според истражувањата и литературата, 80% од луѓето се соочуваат со страв и доживуваат некаков паничен напад кога треба да излезат да зборуваат јавно пред помала или поголема група на луѓе, особено ако е во прашање некој професионален контекст или професионална средина. Во контекстот на студентите, тоа секако дека е
одговарање усно на испит, презентирање пред останатите студенти, пред професорите и така натаму, и се разбира нивно учество на некои други јавни настани, каде што треба да земат збор пред одредена публика и да го искажат својот став. Така да, дефинитивно, вештината зборување е нешто што се совладува, нешто што се учи. Еден извесен процент од луѓето ја имаат таа вештина, да речеме, вродено, и ја имаат таа вештина, односно се добри говорители природно, и може би не треба толку многу да се трудат околу тоа, меѓутоа, како што веќе споменав, 80% од луѓето се соочуваат со страв, со паничен напад, кој што се на различен начин се рефлектира врз нивното однесување, забрзано дишење, потење на дланките и така натаму, неможност да се земе здив, да се доискажеме. Меѓутоа, како што веќе споменавте, таа вештина се учи, се совладува и тоа се прави секако со посветено вежбање, значи излегување од така наречената зона на комфорот, ставање во пракса на сите оние работи кои што сме ги согледале, прочитале, разговарале со други луѓе како искуство, нели, споделиле и така натаму. Значи, колку повеќе, колку почесто се ставаме во таква позиција да зборуваме, да ја користиме оваа вештина зборување пред други луѓе, односно колку почесто имаме јавен настап, толку полесно ќе го совладаме тој страв. Постојат голем број на конкретни практични вежби и кога се зборува за зборувањето, но треба секако да се посвети внимание на невербалната комуникација. Вака, јас прво би кажала дека целта конкретно на оваа работилница, која што ја имавме со студентите, беше преку практични вежби и активности да се дојде до одговори на неколку клучни прашања. Пред се, едно од тие прашања беше кои се придобивките, значи студентите да сватат кои се и личните придобивки и општите придобивки од тоа да се има добро совладано вештината зборување. Понатаму, исто така, едно од прашањата кои што беа поставени, за кои што се разговараше и преку практични вежби се обидовме да дојдеме до одговори, беше како добро да се подготвиме, како да го надминеме, нели, стравот од јавен настап и како да подготвиме добар јавен настап, нели, добар говор, со кој што ќе ја постигнеме целта што сакаме да ја постигнеме. Во тој контекст стана збор за главните компоненти на зборувањето, односно колку е важно предходно да се посвети доволно внимание и време, да се подготви структурата на тоа што сакаме да го кажеме, на говорот, да се изберат правилните аргументи кои што сакаме да ги пласираме, понатаму соодветните примери со кои што би ги подкрепиле тие аргументи. Зборувавме за важноста однесување на некоја анегдота, кратка анегдота, лична или поврзана со нечие, да речеме, туѓо искуство преку која би направиле некоја важна поента, бидејќи вообичаено тоа е она што публиката го помни, го понесува со себе по завршувањето на комуникацијата. Понатаму зборувавме за важноста од добро избраната лексика, односно зборовите, фразите, кои што треба да бидат избрани и користени додека зборуваме, за да звучиме, нели, убедливо. И оние зборови, фрази, изрази кои што треба да ги избегнуваме, кои што не би требало да се дел од еден наш јавен настап. Понатаму стануваше збор за синтаксичката структура на речениците и важноста, значи да се избери соодветниот тип на реченици во текот на зборувањето. Меѓу другото, да, како што споменавте,
извесен дел од обуката беше посветен и на тие невербални аспекти од комуникацијата, односно позицијата на телото додека зборуваме, изразот на лицето, гестикулацијата со рацете што ја правиме додека зборуваме и така натаму, бидејќи несомнено дека сите тие невербални аспекти од една страна ни помагаат да ја засилиме пораката која што сакаме да им ја пренесеме на нашите соговорници, но од друга страна, доколку не сме ги размислиле добро, доколку не сме се подготвиле во тој поглед, а вообичаено не го правиме тоа, нели? Најмалку внимание обрнуваме, посветуваме на невербалната комуникација. Таа невербална комуникација, место да биде наш сојузник во текот на зборувањето, во текот на нашиот јавен настап, може всушност да се јави како пречка и да ни одмогне, односно нашата порака да ја насочи во друг правец од оној во кој што ние сакаме да одиме. Секако оно што го истакнувате кога зборувате за вештината зборување и се и оние стратегии за учтивост. Так. Нешто што можеби ретко го среќаваме вака во секојдневното наше однесување или контакти со останатите. Да. Значи, стратегиите за учтивост конкретно ги вклучив во оваа работилница, затоа што ги работам со студентите кои што кај мене го слушаат предметот прагматика и сметам дека се многу важни за успешна комуникација. Односно, не можеме да очекуваме да имаме успешна комуникација со другите луѓе доколку не ги почитуваме и применуваме тие стратегии за учтивост. Постојат повеќе стратегии за учтивост, позитивна учтивост, негативна учтивост, индиректна учтивост, нели, во зависност од тоа што сакаме да постигнеме, во зависност од тоа како ја проценуваме моменталната ситуација или контекстот, кој е од другата страна, кој е нашиот соговорник, на која возраст е, кој е неговото образование, познавање од темата, дали сме блиски, дали воопшто не се познаваме и така натаму. Од сето тоа зависи дали на нашиот соговорник ќе му пристапиме во текот на зборувањето со позитивна учтивост, која што во суштина значи давање сигнал на соговорникот дека го почитуваме, дека сме дел од една иста група, дека го цениме неговото мислење, дека имаме многу заеднички работи, за разлика од негативната учтивост, кога преку нашите изразни средства, преку изборот на нашите изразни средства, ние сигнализираме дека го почитуваме соговорникот, но му оставаме простор тој самостојно да одлучува во однос на тоа како сака да постапи, какво мислење би формирал, дали ќе го прифати нашето мислење, барање и така натаму, или можеби ќе го одбие. А секако најинтересна е индиректната учтивост, се смета за најучтива стратегија, кога користиме индиректна учтивост. Таа е всушност стратегија со која само му сигнализираме, односно му праќаме некаков сигнал индиректно на нашиот соговорник за тоа што сакаме тој да направи, а при тоа ни во еден момент тоа не го кажуваме директно и отворено, односно оставаме на соговорникот од контекстот да заклучи кое е вистинското значење на нашиот исказ. Па, професор Кенешковска, да кажам дека на вистина зборувањето и не е така едноставна работа, но мислам на зборувањето кога настапуваме јавно. И искрено се надевам дека се тоа што го кажавте допре до студентите и дека од работилницата излегоа така малку повеќе информирани како треба да се однесуваат, како треба да зборуваат, секако и при нивните јавни настапи, но, како што рековте на почетокот, и при секојдневната комуникација со останатите. Се работи за луѓе, за студенти кои што треба да бидат академски граѓани и секако треба да внимаваат на тоа. Да, секако, токму тоа и беше целта, нели, при изборот на темата.
а пред се да ги поттикнам да размислуваат за важноста на вештината зборување, но секако, како што веќе споменав, преку тие практични вежби и активности, да се посвети внимание на конкретни аспекти на вештината зборување, кои што и текако ќе им бидат важни од полза при нивното секојдневно функционирање. Тие, значи, се сега во моментот студенти, се соочуваат со полагање на испити, споменавме претходно презентации, учество на некои настапи, нели, кои што се дел од нивниот студентски живот. Меѓутоа, за многу кратко време, по завршувањето на студиите, ќе мора да се реализираат и професионално, секој во својата област, секој во својот домен, и секако дека вештината, зборување, тогаш ќе биде и текако на преден план, за да дојдат до израз на работното место и да се покажат и да се докажат, нели, како професионалци во својата област. Професор Кенешковска, ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот и се надевам дека оваа работилница ќе може во иднина да ја следат и други студенти, па да научат нешто повеќе за неа. Ви благодарам уште еднаш. И јас ви благодарам за издвоеното време. Бола твоите рани, како лузни стари, како те товажи покриени. Јас сум мраза се па горам, тешко е, но морам, продолжувам се борам за тебе. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а малку е. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а за тебе. Милион делови, јас би заменил за една ноќ со тебе. Ноќ со тебе. Милион животи би ги заменил за еден цел со тебе. Цел со тебе. Денови, а ти каде си? После многу години може некој ке се погоди да ме праша кај си, како си, дали знам. Ке му кажам слушнав, добра е, но ми фали болен спомене. Дали мисли на мене, јас не можам да знам. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а малку е. Те варам, те нема, кога ми требаш, правам се, а за тебе. Милион делови, јас би заменил за една ноќ со тебе. Ноќ со тебе. Милион животи би ги заменил за еден цел со тебе. Цел со тебе. А ти каде си? Третата работилница во петата сесија од проектот Укло неформално учење беше со доктор Елена Китановска-Ристовска.
Таа ги запозна студентите со техничката подготовка на истражувачките трудови за специјалната едиција Нови хоризонти, списание за студентски истражувања. Во петата сесија работилници и обуки од проектот Укло неформално учење, работилница одржи доктор Елена Китановска-Ристовска, уредник на Хоризонти и Нови хоризонти, воедно советник за издавачка дејност на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Па еве, ја поздравувам, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ. Добро ве најдов, поздрав и до вас и до вашите слушатели. Вашата презентација или вашата обука беше навистина стручна и насочена само кон една област, имајќи предвид дека искуството што универзитетот го доби по претходно држаната студентска конференција, студентите на Укло за општеството, кога имавме пријавени голем број на студенти кои заедно со нивните ментори изработија одлични научни или истражувачки студентски трудови, и отму практично и дојде идејата за организирањето на овај проект Укло неформално учење, каде што нели можат да се здобијат освен со некои знаења за тоа како треба да презентираат, како да настапат пред јавност и редица други, да не ги набројувам сега. Меѓу другото беше посочено дека студентите треба да знаат и како всушност треба да изгледа еден научен, еден истражувачки труд, и тие трудови да можат да се вклопат, да се објават во некои меѓународни списанија, но да бидат и како дел од Хоризонти, списанието кое што излегува од Универзитетот Свети Климент Охридски, како една нова едиција, Нови хоризонти, списание кое што ќе биде наменето исклучиво за тие студентски трудови. Вие имавте задачата на работилницата да ги подучите, да им кажете всушност што се треба да направат за нивниот истражувачки труд да биде подготвен така, за да може да се објави во ова списание. Секако, проектот Укло неформално учење, односно неформално образование, веќе ги дава своите плодови. Мислам дека и главната цел на проектот е на некој начин студентите да излезат од нивната комфортна зона, односно да се здобијат со вештини кои што можеби немале прилика да ги стекнат претходно, или пак едноставно се обидуваат да разработат, можеби да надоградат некои вештини кои ги стекнале и претходно. Во таа насока беше и мојата презентација на тема на изработка на научен труд, соодветен научен труд во кој што секој студент заедно со својот професор-ментор ќе може да ги презентира своите истражувачки резултати. Научната работа, воопшто истражувачката работа е макотрпна работа. Нашите студенти во текот на образовниот процес повеќе внимание посветуваат на едукативниот елемент, а многу помало на истражувачкиот елемент, и ова е една одлична можност да дојдат во контакт со истражувачката наука воопшто и на некој свој начин да го насочат и нивното внимание во однос на истражувањето. Кога се работи сега конкретно за подготовка на нивните истражувачки трудови кои би се објавиле во Нови хоризонти, значи новото списание, на што треба да внимаваат или кои се оние основни работи што им ги посочивте? Па пред Нови хоризонти би го напоменала постоењето на списанието Хоризонти, меѓународно научно списание на нашиот универзитет, кое што се објавува од 2005 година, од 2011 е веќе целосно меѓународно со меѓународен уредувачки одбор. Исто така се објавува на англиски јазик и цитирано е во одредени бази на меѓународни списанија од светски рамки. Се разбира дека постоењето и работата на врз едно такво научно списание представува своевидна база за развој на други, условно речено, научно-истражувачки платформи, во случајов Нови хоризонти. Нови хоризонти дојде како идеја на раководниот тим на нашиот универзитет, како еден нов медиум во кој што студентите ќе можат да го имаат главниот збор, во случајов преку објавување на научно-истражувачки трудови. Техничките аспекти за подготовка на научно-истражувачкиот труд за Нови хоризонти се всушност во голема мера идентични како и оние за Хоризонти.
со таа разлика што во случаев на Нови хоризонти имаме работа со почетници и истражувачи. Значи тука сме особено внимателни во насочувањето на нашите студенти за тоа како треба да ги читаат, буквално да ги читаат инструкциите при подготовка на својот научен труд, се со цел да ги презентираат своите научни резултати на соодветен начин. Рековте да ги почитуваат инструкциите кои што се дадени, а во случајот инструкциите не само за Нови хоризонти, туку и за останатите списанија, инструкции кои што мора да се почитуваат и не случајно се нагласува при објавувањето на секој повик за учество или за приложување на вакви трудови, дека трудовите кои што нема да ги исполнуваат инструкциите или бараните податоци еве што се барат од страна на издавачите, дека ќе бидат отфрлени, дека нема да се разгледуваат. Така е, техничкиот аспект на трудот секогаш се зема предвид пред всушност да се разгледува содржината на трудот. Техничкиот аспект е на некој начин лицето на трудот. Формата, структурата е особено важна и нашите студенти, автори, коавтори треба особено да бидат внимателни при следењето на овие технички спецификации, еве условно земено технички карактеристики, кои што секој труд треба да ги исполнува за негово објавување. Тоа е првичната фаза, иницијалната. Тука всушност се гледа кој и како постапувал во однос на следењето на техничките спецификации и после тоа веќе од кога трудот ги поминал, да речеме, ја поминал првичната фаза, тогаш тој влегува во наредна фаза, а тоа би била фазата на рецензирање, во кое што не се повеќе внимание не се посветува на техничкиот аспект, ами се посветува на аспектот на содржината, односно стручно се оценува што трудот обработува и на каков начин ги презентира резултатите од соодветното истражување. Кога зборуваме за технички аспекти, еве да појасниме на што конкретно се мисли. Техничките аспекти офаќаат повеќе елементи. Најпрво, тука мислиме на, да речеме, должина на секој труд во однос на бројот на страници, односно во однос на бројот на карактери, конкретно 30.000 карактери, кои што не треба да бидат надминати. Покрај бројот на страници, исто така и пишувањето, да речеме, на одредените елементи на трудот. Секој труд треба да има абстракт, да започне со наслов, да биде соодветно цитирано, односно ставено, напишано името и презимето на авторот, коавторот, афилијација со институцијата од каде што доаѓа, како и имейл за контакт, за комуникација. Абстрактот како неизоставен дел треба да ги содржи најважните елементи на трудот и треба да може да стои самостојно, заедно со клучните зборови. Абстрактот треба да ја покажува суштината на трудот. После тоа доаѓа главниот дел на трудот, кој што започнува со вовед, на кој што следуваат поглавијата, прво, второ, трето, или под поглавја во зависност од, се разбира, во зависност од авторот. Тука авторот има своја слобода да одлучува колку и како ќе ги нумерира или ќе ги селектира соодветните поглавја и на крајот следува нормално заклучокот. После заклучокот многу важен дел од технички аспект е делот за библиографија, односно референците. Важно е да бидат споменати, важно е исто така и на кој начин да бидат споменати, тоа јас им го презентирав на нашите студенти. Важно е кој стил да го користат, се со цел сите цитирани библиографски единици после тоа во некоја фаза да бидат лесно забележливи и лесно да можат да бидат препознаени од страна на некои други автори кои што понатаму би користеле информации од соодветниот труд. Кога вака се слуша, изгледа дека е доста тешко и несомнено е тешко и самите кажате дека секоја изработка на научно-истражувачки труд е тешка и обемна работа, меѓутоа што се вели кога ќе се влези во колосек и кога ќе се направи првиот труд, веќе за останатите некако е се полесно и добро е да се знаат овие први чекори што треба секој да ги направи и самата кажавте дека при разгледувањето на пристигнатите трудови, доколку на почеток
во првата фаза се забележи дека не се исполнети тие основни технички инструкции што се поставени, нели, трудот може и колку да бил добар, да биде отфрлен, а тоа секако не го сакаме. Така, мора да се помине на некој начин првичниот чекор, во однос на техничкиот аспект, за после тоа трудот да биде прифатен и разгледан. А авторите кои што пишуваат трудови исто така се обврзани да користат граматички точни формулации, да користат исто така јазични структури, реченици кои што се лесно разбирливи, се со цел не само рецензентите, туку подоцна и другата читателска публика, бидејќи станува збор за огромна читателска публика, од кога веќе трудот ќе биде објавен и ставен на нашите онлайн платформи. Значи, секој автор има обврска да користи соодветен јазик, стандарден, и при тоа да внимава на употреба на професионални изрази и елементи кои што би биле препознатливи кај читателите. Се надевам дека работилницата им беше од корист на студентите, но секако доколку нешто не им е јасно, секогаш може да се обратат кај вас или кај некои колеги кои што веќе имаат искуство во пишувањето на научни трудови. Секој совет и секоја помош секогаш е добре дојдена. Секако, слободно можат да ме контактираат, да ме побараат во секое време, јас им стојам на располагање. Се надевам дека нашите студенти ќе се охрабрат да пишуваат што е можно повеќе. Свесна сум дека пишувањето, може би баш пишувањето на научни трудови или барем на стручни трудови, не е застапено во студиските програми, во курикулумот, да речеме во нашите наставни програми. Меѓутоа, како што споменав и на почетокот, ова е еден обид за нив да излезат од комфортната зона, посебно за тие кои што планираат да го продолжат своето образование на втор циклус, а после тоа и на трет циклус. Се разбира дека научно-истражувачката работа ќе им стане неизоставен елемент на образованието. Сега ќе искористам приликата да прашам нешто повеќе за списанието Хоризонти. Се најавува нов дизајн, се најавуваат нови работи кои што е со трпение ги очекуваме. Така е. Ресорниот проректор за издавачка дејност, професорот Горан Илик, е начело на овој процес на, да речеме, апдейтирање, односно модернизирање на научното списание Хоризонти. Тој процес е се уште во тек. Нема да откривам многу детали во оваа фаза, но Хоризонти ќе продолжи да функционира во едно ново руво, зашто навремено ќе бидат информирани нашите студенти, нашите професори, се разбира, слушателите на Укло FM и сите оние кои што се заинтересирани да објават трудови во Хоризонти. Наскоро ќе го очекуваме и повикот за приложување на трудови за новото издание на Хоризонти, па еве нека внимаваат сите заинтересирани, нека следат будно кога ќе биде, за да можат напреме да ги достават трудовите. Така, на нашата веб страна, односно на веб страницата на универзитетот, ќе биде објавен повикот за Хоризонти заедно со сите потребни информации, така што сите автори ќе имаат можност да навремено да бидат информирани за потребните квалификации на трудовите кои што ќе бидат испратени во Хоризонти. Да не го забораваме и нови Хоризонти, веројатно ќе се случи и промоција. Сигурно, предпоставувам дека ќе се случи промоција и на нови Хоризонти. Интересно освежување е, посебно тоа што автори се нашите студенти и навистина ќе биде нешто плюс во издавачката дејност на Укло. Елена, ви благодарам за гостувањето во програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола. Ви благодарам и вас, ве поздравувам и вас и вашите слушатели. Емисијата ја завршуваме со информацијата дека шестата сесија обуки во рамките на проектот Укло неформално учење ќе биде на 18 мај во студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Од 10 часот и 30 минути професор доктор Наташа Табаковска ќе ја држи работилницата Софтверски алатки MS Project, а професор доктор Јонче Ивановски од 12 часот обуката за софтверски алатки SPSS.
Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Светковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Не те вадам јас со памет, памет. Не те вадам јас со памет, памет. Ти и јас исто мислиме по очи познавам. Те чувствувам, помисливе те допирам. Дали ти и јас ќе бидеме коедно некогаш? Боли та тишина, а ноќта пак ме убива. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Само една ноќ би можела да смени, само ти би можела да смениш се. За мене ти си една, една. Пите чувам тебе јас во карантин, тин, тин, тебе. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Укло ФМ Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.